Со поглед свртен кон иднината и визија за поголем развој на општината во периодот што следи, Штип прослави 73 години слобода. Приликата новата локална власт ја искористи за да ги презентира своите идеи за унапредување на животот во општината. Во овој мој мандат ќе работиме неуморно за секој граѓанин да ги има елементарните услови за живот: водовод, канализација, пристапен пат, осветлување. Нема да правиме разлика меѓу градски, приградски населби и села. По професија сум архитект и одговорно тврдам дека Штип ќе се движи во правилната насока. Урбанизација и модернизација ни е потребна. Огромни средства ќе заштедиме со воспоставување на соларни панели на јавните институции, термоизолациони фасади, LED светилки за улично осветлување. На традиционалната свечена седница беа доделени и 8 ноемвриските признанија. Годинешни добитници се Владко Костов за воредни залагања, високиот професионализам и даден придонес за развојот на спортот и неговата афирмација. Сакам во негово име да се заблагодарам на сите присутни, на сите кои што беа со него овие 20 години тренерска работа, до комисијата која што одлучуваше за доделувањето на наградите, да им честитам на сите кои што ја приме оваа награда денес. Зоран Илиев за даден придонес во развојот на музичката култура и афирмацијата на македонската забавна песна. Се надам дека ова е поттик и ова е почеток на нови успеси, на некоја нова ера што ќе биде поддржана за сите млади пејачи, пејачки. Александар Арсовски за воредни залагања во сферата на хуманитарната работа и обезбедување донации во здравството. Чувството е неописливо, само ми дава подстрик и понатаму да продолжам да работам. Можам да кажам дека спремаме нова донација која што веќе ќе се реализира до крајот на овој месец. Како што кажав и во моето обраќање на свечената седница, претходно дониравме 3 пати, тоа се опрема и помагала во сферата на здравството во вредност од над 800.000 евра. Магистар Ивана Ѓурѓевиќ Јанков за даден придонес за промовирање и афирмирање на Штип и културата на хорско пеење преку градскиот хор Штип. Ова е дефинитивно награда на хорот. Хорот ме кандидира, а ово е награда и на хорот. Моја благодарност до нив и благодарност до општина Штип, која конечно препозна нашиот труд. Горан Трајков за исклучителниот придонес во промовирање на правата на работниците во кожарско-текстилната струка преку ангажманот во Сдруженијето на граѓани Гласно. Ова награда не е само на Горан Трајков, ова награда е на сите граѓани, слободомислички граѓани кои што се изборија за да ја добијам денеска оваа награда. Значи, оно што можам да го кажам денес е дека сум горд граѓанин на град Штип и борбата за слобода не престанува никогаш. Признанието на Трајков беше оспорено од страна на советниците од ВМРО ДПМН. На овој начин се девалвираше не само признанието 8 ноемвриско кое што секоја година општина Штип го доделува на заслужени граѓани, туку се девалвираат и останатите номинирани наши сограѓани кои што оваа година го добија признанието. Ние како советничка група се одлучивме денес да присуствуваме на оваа свечена седница за да дадеме поддршка на останатите номинирани и наградени граѓани заслужени за општина Штип. Честитки по повод денот на ослободувањето упати и председателот на Советот. Ова е еден од оние денови кога мораме со должен почит, со должен пиетет да им дадеме признание на оние кои што ги положија своите животи за денес да живееме слободно и да се бориме за уште подобро и по просперитетта един. Честитки до граѓаните упати и политичката партија ВМРО ДПМН, како и пратениците Мицевски и Димков.